Немам посебно ништо. Не, на прашањата јас одговорив, инаку немаме нешто посебно изјава ние, при истото ме праша, она што ги интересираше не е проблем. Повелете. Значи, две прашања вака, ме интересира за Ленче Ристовска. Имаме информација дека сте дискутирале за неа. Значи, што е дискутирано, што е одлуката, дали таа ќе биде казната? За Ленче Ристовска ние дискутиравме, бидејќи не можевме да ја ставиме претходно како точка на дневен ред, ниту знаевме дека во вторникот ќе бидат дадени такви изјави. Меѓутоа, како ја добивме изјавата, ние дискутиравме во однос на содржината на таа изјава, дали таа изјава соодветствува со она што е предвидено во етичкиот кодекс на јавните обвинители. Заради тоа оценивме дека таа изјава треба да биде пратена до етичкиот совет во јавното обвинителство, да истите се произнесат по однос на изјавата, дали има одредени прекршувања на етичкиот кодекс од незина страна со давање на таква изјава, и откако ќе го добијаме мислењето на етичкиот совет, ние ќе закажеме посебна седница на која ќе донесеме конкретна одлука. Казнување советот не врши, бидејќи советот нема во надлежност водење ни на дисциплински постапки, ниту на постапката за прекршување на етичкиот кодекс. Ова е претходна фаза во која ние само проверуваме она што таа го изјавила, дали представува прекршување на етичкиот кодекс, бидејќи се спомнува советот, тргување со влијанија и не знам таму и други незини изјави, без конкретно наведување на одредени докази, кој тоа го вршил, ако некој вршил, бидејќи не сакаме ние како совет да видиме во кош со сите останати, ако имало такви членови би требало да ги изнеси тие податоци, а паушалното изнесување само штети на угледот и на обвинителството и на обвинителите кои се избират од овој совет. Од 2008 таму беше споменато досега дека советот тргува со влијание. Период долг, во кој самата била избрана во 2013, дури и беше избрана и во специјалното обвинителство, кога немаше ни оглас, туку беа избрани со име и презиме, дадено од специјалниот обвинител. И ако некој е тргување со влијание, јас не знам тогаш дали било или не било, то беше политичка одлука и како било. Не се впуштам во тој дел, не ме ни засега во тој дел, затоа што не сум бил ни член на советот, меѓутоа сметам дека изнесувањето на работи кои се однесуваат на работата на советот, да се вршело влијание врз одредени обвинители, барем она содржина што беше изнесена, треба да се провери, ама да тоа треба да го провери етичкиот совет. А потоа ќе видиме ние. Добро, сега кажете ми, кога таа говореше, тоа беше стручна дебата, не беше изјава за медиуми. Која е причината зашто таа не сме да говори? Што мислите дека направила конкретно? Не вериме дека не сме да говори. Меѓутоа дека подкрепи со факти ако имало такво нешто. Не е паушалното изнесување веќе штети на угледот. Секој може да каже своја изјава и своje мислење, зашто не би можела да каже. Ако нешто смета дека ја има. Меѓутоа, таа е јавен обвинител. Не може било кој изјави да ги не подкрепени само паушално ги во јавноста да предизвикуваме сомнеж во работењето и на советот и на јавните обвинители кои се избирани од овој совет. Од 2008 наваму се избирани бројни обвинители. Дали тоа значи дека сите тие биле избирани под влијание на членовите на советот? Мислам, не е вред и коректна изјавата према обвинителите. Ако имало некакво влијание, токму тоа треба да биде пријавено со име, презиме и со конкретни докази. Не се оди, бидејќи како обвинител точно треба да ги знае постапките. Не можеш против некого да изнесуваш нешто, а да не е подкрепено со доказ. Ако имала сознание, добро е да ги сподели. Зошто? Јас не сакам да бидам вмешан во тие дека јас сум тргувал, затоа што воопшто со никој не сум стапил во контакт. Зошто ме става во ист кош? Или останатите членови кои дискутиравме, сите вдуват со кандидатите како да убедувале кандидатите. Треба да бидат спомнати. А ако имало некој таков, треба да се каже кој. И јас не сакам со таков да имам тука член кој им ветува на кандидатите дека ќе бидат избрани, или ги терал. Ние сите гласаме подеднако, сите кандидати се за нас еднакви при изборот. Во овој период, пак ќе речам, таа беше
и во специјалното јавно обвинителство и вратена од 2019 во основното обвинителство во Скопје. Ние не извршивме избор, еве беше спомнато и во таа изјава дека Советот повеќе од 7 месеци не врши избор во вишото јавно обвинителство и смета дека и со тоа се врши одредено влијание врз едни или други, односно како да Советот заговара кој ќе биде избран. Па токму за неја и за колегата Лапе ние немаме податок што работат од 2019 кога се вратени во основните јавни обвинителства. Овој Совет ги врате во тие обвинителства да продолжат со работот онаму каде што дошле. Од тогаш наваму ние немаме податок дали се вратени, односно никој не ни дал податок, ниту па добивме извештај месечен што тие воопшто постапуваат во овој период. Затоа што во овој период иземат плата. Треба Советот да знае. Кога унапредува, треба да знаеме зашто го унапредивме некого. Со резултатите од работењето, не само со оцената. Оцената ја дал некој друг. Советот добива месечни извештаи за секој обвинител поименично, колку предмети сработил, колку има во фиока. За нив немаме извештај. И ние на минатите седмици кога одлагавме изборот, рековме, нас ни треба време за да ги прибавиме податоците за сите обвинители во делот на нивното работење. Тоа ни беше приговарано многу пати, еве, одлагате. Одлагаме затоа што не добиваме извештај. Од нив немаме извештај. И до ден денес немаме. Во овие 3,5 години и повеќе од нив немаме извештај што точно работат. Ние не бараме конкретно да се произнесат по предметите, како постапуваат. Што тие работат? Не се само тие, ние бараме за сите обвинители во Република Северна Македонија. Сите треба да кажат што работат. Крајните, сите земаме плата. И треба да ја заработиме. Ви благодарам.